Инвестиции во енергетиката, патната инфраструктура, транспортот, фармацевската индустрија, културата и туризмот се очекува во иднина да бидат епилогот од средбите на македонско-руската мешовита комисија, кои започнаа вчера во Скопје, а продолжија денеска во Охрид. Македонскиот министер за земјоделие Трајан Димковски и неговиот руски колега најавија дека веќе 20 компании изразиле интерес да инвестираат во земјава. Тие најавија и дека после 5 години пауза, двете земји повторно ќе вложуваат во заеднички проекти. Руската страна видела голем потенцијал за соработка гледајќи на Македонија како интересен и перспективен партнер. Над 20 фирми од Русија покажа интерес, беа присутни вчера во Скопје и околу 100 фирми од македонска страна, кои што исто така има можност да се запознаат, да поразговараат, се со цел да се јакне нивната економска соработка, секако со поддршката од двете влади. Цифрата оборота, которая в прошлом году поднашла. Секако дека цифрата која што се споминува 120 милиони американски долари за минатата година само ни дава стимул за тоа во што ќе може да соработуваме, а имено ние можеме да соработуваме во различни насоки како што се патната инфраструктура, транспортот, исто така новите технологии. Ние имаме многу интересни предлози на кои што можеме да ги понудиме и на кои што можеме да работиме со нашите партнери. Инвестициите кои првично се најавуваат за земјава се однесуваат на дигиталната технологија и електроенергетиката, но ќе се работи интензивно и на подобрување на извозот од земјава кон Русија, кој домашните експерти го оценија како значително намален во однос на претходните години. Може различно ги толкуваме цифрите според она што го имаат експертите, станува збор за 400 милиони долари. Така што доколку размината на стоките спомнеме како 120 милиони долари, тогаш инвестициите со 400 милиони долари е 3 пати поголема. Можем да кажем дека минатата година околу 25 милиони долари ние што извезовме во Руската Федерација, од кое што некаде околу 17-18 е земјоделство и дел останува за фармацеутска индустрија. Така да овие две клучни производи, да кажеме, кои што ние ги извезуваме во Руската Федерација, исто така беа и тема на разговорот. И двете страни потенцираа дека најповолен сегмент за реализирање заеднички проекти меѓу македонските и руските компании е изградбата на примарна инфраструктура за гасификација и на откупно-дистрибутивни центри во земјоделството, но и единствени правила на игра, како отфрлање на стереотипите и шаблоните. Последниот состанок на мешовитата македонско-руска меѓувладина комисија беше одржан во Калининград во 2014 година. На денешната 9-та сесија на комисијата, што практично почна вчера со форумот во Скопје, продолжи денеска во Охрид и претходат подготвителните средби што се одржаа минатиот месец во Москва.